Изградбата на социјалната зграда во Пробиштип до нова година ќе биде завршена, доколку се одвива според динамиката. 48 семејства од ранливите категории до наредната пролет ќе добијат нови домови. Ова денес лично го вети директорот на АД за стамбен и деловен простор Кристијан Трајковски при денешниот увид на текот на градежните активности. Интензивно, како што гледате, и на лице место и во делот на нашата администрација, интензивно се работат сите оние постапки за да стигнеме на време и да го испочитуваме рокот кој што го имаме дадено и со Централна Европска банка, а и со владата на Република Северна Македонија. И во текот на февруари и март да го завршиме заедно со Министерството за транспорт и врски техничкиот прием. Во моментот кога ќе го направиме техничкиот прием, постапката е следната. Ние продаваме зградата на Министерството за транспорт и врски, Министерството за транспорт и врски и Министерството за труд и социјала ги жалуваат становите на сите оние лица на кои што ги потребни. Во Рударскиот град за прв пат се гради ваква зграда со што ќе се реши станбеното прашање на семејства од социјален ризик. Инвестицијата е 1 милион евра. 48 семејства, сите оние кои што беа од таа една ранлива категорија на оние наши сограѓани кои што во изминатиот период во својот животен век не успеале да имат, да кажам, еден кров на глава или се изложени на трошоци, да заедно преку владата, министерството надлежно да во еден најбрз можен временски период, како што спомена директорот, во неколку месеци да комплетно се завршат овие две ламели, односно овие социјални згради во општина Пробиштип. Реализацијата на социјалните станови се одвиваат со предвидената динамика во сите општини, каде што е предвидена изградба на социјални станови. Социјална програмата која што треба да биде реализирана преку ПУИК. Сакам да информирам дека премиерот тоа го спомна, во делот на реализацијата на социјалните станови, значи на сите места интензивно се работи, јас сум во редовен контакт и со директорот на ПУИК, но и со градоначалниците на тие општини, така да согласно роковите ќе бидат во целост реализирани. Освен во Пробиштип, социјални станови се градат и во Виница и Свети Николе, а ваква зграда доби општина Кочани и таму станарите веќе се вселија.